Следуваат содржините во овие вести на Канал 8. Со свеченото отворање викендов започнаа содржините од овогодишната програма на манифестацијата Петровденски конаци, што во Кочани се одржува по 13-ти пат. Вообичаено носител на активностите е Центарот за култура Бели Мугри, а со подршка од општина Кочани. Со танго, концертот на камерниот состав Виварт и ликовниот перформанс на академската сликарка Андијана Мациев, во петок од вечерта во Кочани почна културната манифестација Петровденски конаци. 4-члениот ансамбл со карактеристичен звук и тонска боја, во чиј состав се мецо-сопранот Александра Коцевска, пианистката Билјана Петровска, виолинистката Милена Тодоровска Мурговски и контрабасистот Зоран Павловски, на настапот пред кочанската публика направи одлична комбинација на класичната школа и на популарната музика. За настапот во Кочани членовите на Виварт одбраат дела на Карузо, Освалдо, Сантос, Мартини и други класични автори. Од име на општина Кочани, која е организатор на манифестацијата, градоначалникот Никол Чуилиев ја прогласи за отворена и рече дека е планирана богата програма со различни содржини, токму по повод Петровден, празникот на Кочани. Со намера да ја освежиме традицијата на одбележувањето на овој празник, веќе по 13-ти пат општина Кочани заедно со Центарот за култура Бели Мугри и Министерството за култура ја организираат културната манифестација Петровденски конаци. Со оваа манифестација сакаме Кочани да го исполниме со духот на традицијата и преку културно-уметничката програма да ги споиме исконското и современото, да им ги отвориме портите на добронамерните и на уметниците. Во саботата, во рамки на програмата на Петровденски конаци, беше отворена интерактивна изложба на авторката Надица Атанасова од Кочани под наслов «Организам со волја и страст за себе утврдување». Ова ми е прва изложба и не случајно тука во нашиот град. Беше отварањето затоа што сакам публиката да даде добра критика и да види нешто што е необично, да биде надвор од своето секојдневие, да се впушти во некоја авантура, да може низ овие движења и низ овие емоции да види нешто подлабоко во човечкото битие. На реализацијата на интерактивната изложба, што била инспирирана од прашањето што може да се научи од скршен сад, Атанасова работела со кочански уметници Наталија Теодосиева и Михаил Митев, како и со Васко Цветанов и Александра Пандева. Јас и Нада сме другарки многу одамна и јас имам многу голема доверба во нејзе и не ми беше никаков проблем да имам било каква фацијална експресија или емоција. И морам да кажам дека емоцијата на сликата не е само направена поза, него и вистински ја чувствував за тоа што и двете имаме поминато некој сличен пат, како и секој човек, кога човекот ќе биде скршен или повреден, поминува одредена фаза, така расте, така станува поубав, така станува позрел и некако двете се најдовме на истиот пат, оздравевме, созреавме, се залепивме со злато и доевме до ова. Како продолжение на интерактивната изложба на Атанасова, се одржа и ликовна колонија со интерактивен перформанс на кој учествуваа повеќе академски сликари. Тие твореа по инспирација од Кочани. Своите слики ги работеа на отворен простор на западната страна од Центарот за култура, покрај кеот на Кочанска река. Во неделата вечерта на Петровденски конаци, свој концерт имаше худ со учество на Никарат, а манифестацијата продолжива и во наредните денови. На програмата се етно изложба и фолклорен концерт, а во вторник во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри ќе гостува актерката Весна Петрушевска со представата Влези, не се соблакај. Општина Кочани и во наредниот 12-месечен период ќе ги расчистува патиштата во руралните подрачја, за што предвидува да издвои од буџетот околу 18.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е при крај, при што се очекува да започнат и активностите на терен. До крајот на оваа и до средината на идната година ќе се реализира редовната активност со која се обезбедува продност на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општината.
За разлика од лани година, општина Кочани планира да ја намали сумата пари што ќе се намени за прочистување и порамнување на патиштата во руралните подрачја на оддалеченост до 30 километри. Намалувањето е за околу 600.000 денари, односно за тековниот период за истата намена предвидени се 1.100.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација се планира со дел од парите да се пробијат неколку километри патишта, а останатите средства да се наменат за прочистување на локалните патишта во должина од 30 километри. Уште 80 километри треба да бидат порамнети со машина грейдер. Исто како и досега, планирано е да се набават и распостелат околу 90 метри кубни дробен камен, што служи за тампонирање на коловозите. Јавниот тендер за избор на изведувач за рачистување на патиштата во руралните подрачја е веќе објавен и трае до средината на оваа недела. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно, согласно потребите на терен. За сите зацртани задачи изготвена и предмер пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2019 година. Две потешки сообраќајни несреќи се случиле викендов во Кочанско-Виничкиот регион, при што двајца мотоциклисти се здобиле со потешки повреди. По укажаната лекарска помош во болницата во Кочани, како и во Виница, едниот од нив е префрлен во клиничкиот центар во Скопје. Ниту овој викенд не помина мирно на сообраќајниците во регионот во поглед на недисциплинираноста и нарушувањето на безбедноста во сообраќајот. Во изминатите 2 дена во видните полициски екипи од општините Кочани и Виница регистрирале неколку сообраќајни незгоди, што за среќа поминале само со материјална штета на возилата и лесно телесно повредени. Сепак, полицискиот билтен потврдува дека во 2 случаи имало и сообраќајки со посериозни последици и тешки повреди на двајца учесници во сообраќајот. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во неделата околу 16 часот и 40 минути на патот од селото Пресека кон населбата Оризари, 56 годишниот ЗА од Оризари, кој управувал мотоцикл Томос АПН-6 без регистарски ознаки, излетал од патот. При падот надвор од коловозот тој се здобил со тешки телесни повреди, пошто веднаш била побарана лекарска помош во Кочанската општа болница. Со оглед на сериозноста и степенот на повредите, мотоциклистот подоцна бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Вообичаено на местото на несреќата полициските службеници направиле увид, а правичните сознанија укажувале дека до несреќата дошло поради неприлагодена брзина и невнимателно управување на мопедот. Истиот ден, околу 21 часот и 20 минути на крстосницата од улиците Маршал Титу и Тошо Арсов во Виница, се случила сообраќајна незгода по меѓупатничко возило Сеат Кордоба со штипски регистерски ознаки, што го управувал 41 годишниот ВВ од Виница, и мопед Априлија со штипски регистерски ознаки, што го управувал 18 годишниот ФС од селото Истибања Виничко. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот, кој потоа бил пренесен во јавната здравствена установа во Виница. Увид на местото на настанот направила екипа од полициската станица. Кон одбележувањето на празникот на градот Петровден се придружија и членовите на Сдруженијето на слепи лица од Кочани. Тие организираа средба со своји гости од другите здруженија, при што ги одмерија и силите во шах. Слепите и слабовидни лица кои се членови на Сдруженијето на слепи од Кочани викендов беа домакини на празнична средба со своите гости од другите градови во државата во рамки на одбележувањето на празникот Петровден. Вообичаено, освен дружењето, тие има и меѓусебно одмерување на знаењата на шаховската табла. Според председателот на Кочанското Сдружение на слепи, основната цел на ваквите среќавања е размена на искуства и јакнење на меѓусебната соработка и пријателство. Ми е мило, драги гости и драги пријатели, што не удоволивте со вашето присуство. Ова се петровденски средби кои ги славиме по 5-ти пат, меѓу кои се и меѓународни. Имавме гости и од Бугарија, за жал ова година не можеа да дојдат, спречени са, али се поканети. Штип, Неготино, Прилеп, Скопје, Велес, Куманово и Струмица. Благодариме и на спонзорите што ни излегува во сусрет за да ги одржиме овие средби. Дружењето, но и спортувањето за слепите и слабовидни лица е од големо значење за одржување на физичката кондиција и општата здравствена состојба. Целта прво е подигање на јавната свест за
маргинализираните групи во Република Македонија и на овој начин, значи Сојузот на слепи на Република Македонија, Федерацијата за спорт на слепи на Република Македонија и домаќино Сдруженијето на слепи на Кочани имаат една несекојдневна можност да пробаме за нијанса да ја подобриме свеста кај луѓето за ова и за потребите на луѓето со посебни потреби. На празничната средба во Кочани имаше гости и од Националниот сојуз на слепи на Македонија. Целосно даваме поддршка за овие петроденски средби што ги организира Сдруженијето на Кочани, кој што е едно од поактивните, не само за овој ден, него и преку целата година, кој што организираат повеќе такви средби и верувам дека и другите здруженија исто така ќе имаат поддршка за било каква друга активност која што сакаат да организираат. Тоа се трудиме да го направиме исто така и за други спортски активности како што е фудбалот, кој што сакаме да го активираме малку повеќе и да му дадеме акцент за да слепите можат и фудбал да играат. Според Селковски, Националниот сојуз на слепи на Македонија има околу 2400 членови. Тие се распоредени во 18 здруженија во градовите во државата. Членовите на Кочанското здружение на слепи пак рекоа дека остануваат на определбата Петровденската спортска средба да остане традиционална. Викендов во Кочани се одржа првата поетска средба на новоформираното литературно здружение Збор. На средбата беа доделени и наградите по завршувањето на објавениот конкурс на кој се пријавиле поголем број автори од целата држава. 30 поети и литературни творци од неколку градови во државата во саботата попладне присуствуваа на поетската средба во рамки на конкурсот што го објави здруженијето Збор. Се работи за новоформирано здружение од Кочани и Струмица, кое уште на почетокот со своите активности најавува поголем број културни случувања поврзани со литературното творештво. Во рамки на поетската средба беа читани дел од пристигнатите творби на конкурсот што беше објавен на интернет. Мојата пријателка Ана Дедова широко градо ја прифати идејата и бидејќи таа многу повеќе се залага околу организирањето, затоа таа се потруди сето ова да се организира, значи од идеја до реализација е потребно многу, а целиот тој пат таа сама го изуди, морам да кажам, затоа што јас нели сум од далеку и бев само поддршка во сенка. Инаку целта на оваа манифестација е дружење, значи нема некоја како да кажам, да се квалификуваме, нели? Целта е дружење и нормално да се промовира пишаниот збор и поезијата, како и прозата, бидејќи ние ја водиме групата поети, писатели и литературни творци Збор на социјалната мрежа Facebook. Таму се промовира поезијата, но мислам дека е потребно многу повеќе, тоест вакво дружење можеби во иднина ќе прерасне и во многу поголема манифестација. На конкурсот се пријавиле 50 на автори со своји поетски и прозни дела, а нив ги оценуваше стручно 4-члено жири од книжевници и просветни работници. Темата на конкурсот беше слободна, а секој автор можеше да се пријави само со по едно дело. За најдобрите беа обезбедени пехари и медали, а целата манифестација е финансирана од сопствени извори. Дружењето помина во одлична атмосфера, а за музичкиот дел беа задолжени двајца наши сограѓани кои со гитарски рефрени ги придружуваа присутните на манифестацијата. Следуваат и минутите за спортот. Фудбалерите на Осогово викендов ја има и првата официјална прозивка како и првиот тренинг. Според стручниот штаб, со навремен почеток на подготовките, екипата би требало да оствари резултати што ќе го обезбедат одржувањето во втората лига. 15 на играчи се појавија во саботата попладне на теренот на стадионот Никола Мантов на првата прозивка што ја свика стручниот штаб на фудбалскиот клуб Осогово. Веднаш по почетните запознавања и насоките од тренерскиот тим, играчите го одржаа и првиот заеднички тренинг, со што практично стартуваат подготовките пред новото првенство во втората лига. Со фудбалерите работеше новоангажираниот кондиционен тренер Трајче Богдановски од Гостивар, според чиј план во првите 20 дена ќе нема пријателски контролни средби.
Од стручниот штаб пак се најавува максимален ангажман на сите расположиви капацитети со кои во моментот располага екипата. Пред играчите беше презентиран стручен штаб кој се состои од Ангелчо Арсов, кој беше долгогодишен играч до Согово, и Кирил Георгиев, кој беше шеф на стручен штаб во Македонска каменица во САСА. Заедно ќе пробаме ова година со да го ставиме ова јака втора лига Исток, затоа што знаеме кои екипи ќе играат во ова лига и колку ќе биде тешка лигата. Затоа во разговор со управата и најдовме одобрување, ангажиравме кондиционен тренер од Гостивар, кој ќе работи со нив на целата кондицијска и физичка спрема. Тој дел целосно го ставаме на него, додека техничко-тактичката и припрема ќе биде на мене и на стручниот штаб, и се надеваме дека ќе бидеме добро подготвени за почетокот на првенството, односно за 21-ви кога ќе се игра куп утакмица и 24 август кога ќе почне втората лига Исток, почетокот на лигата. Имаме закажано две пријателски средби до сега. Едната е на 27 јули овде со Тиквеш и 31 со Беласица. Андонов додаде дека целиот подготвителен период фудбалерите ќе тренираат на стадионот во Кочани, со оглед што обезбедените средства се планирани за засилување на екипата со уште неколку играчи од страна. Имаме околу 16 играчи моментално, од некои се откажавме, од некои зедовме, има 2-3 играчи кои се на припрема, имаме играч од Шкендија кој овде на припрема, имаме играч од Плачковица кој на припрема и од ФК Неготино. Во понеделник и вторник треба да стигнат уште 4 играча, 2 од работнички и 2 од Вардар на припрема, на подготовка овде за нас со нашиот клуб. Дефицитарни сме на штопер и на десен бек, али мислам дека овие кои што ќе стигнат сега во наредниот период се играчи токму на тие позиции, дека со тоа ќе го закружиме ростерот и дека ќе имаме на солидна екипа и дека на нашите навивачи и на публика на град ќе донесеме еден успех по долги години, особено не само да влезе да испане, него да остане во оваа втора лига и да биде стабилен клуб. За почеток, кондиционите тренинзи на Осогово ќе се одвиваат еднаш дневно, а во план е со приближувањето на почетокот на новото првенство тие да се интензивираат. Освен пријателските средби со Тиквеш и Беласица, што ќе се одиграат на 27 и 31 јули, се договараат и нови контролни средби за во текот на август. За нив од стручниот штаб велат дека дополнително ќе ги прецизираат термините. На спортскиот терен кај гимназијата во Кочани се одиграа четвртфиналните надпревари во рамки на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Најдобрите 4 екипи ги продолжуваат своите настапи во полуфиналето, што ќе се игра во вторник и среда. По завршувањето на надпреварите во групи се одиграа и четвртфиналните средби на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Највозбудлив беше надпреварот меѓу Сити Кафе и Фабијан, кој во регуларниот тек заврши без победник, а по серијата од 3 удари од белата точка победник повторно немаше, бидејќи сите 6 изведувачи не успееја да ја затресат противничката мрежа. Во втората серија, пенал за пенал, победникот го решија ударите што ги изведува голманите, при што поуспешен беше голманот на Фабијан кој постигна гол, а го одбрани ударот на својот колега од противничката екипа. Во вториот надпревар со сигурна игра, Деликатес славеше победа од 8-2 против Интертекс, а Балкан Лукс успеа да ја совлада екипата на Пјаца со 4-3. Четвртиот полуфиналист беше добиен по победата на Клариса над Кофи Хаус со 4-2. Полуфиналните средби ќе се играат во следните 2 дена, при што во вторник од 21 часот ќе се сретнат Фабијан и Клариса, а в среда во истиот термин се среќаваат Деликатес и Балкан Лукс.
Тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!